Нервозни патници и револтирани работници. Таква беше сликата на железничката станица во Велес утрово, откако работниците од фабриката за шински возила Колска 2 часа го блокираа железничкиот сообраќај. Веќе 7 месеци трае нивната мака, бидејќи толку време немаат земено плата. Иако владата вети дека ќе им го реши проблемот со заостанатите плати, досега тоа не е направено, велат од синдикатот. 7 месеци немаме здравствено осигурање, ни починаат 2-3 луѓе, имаме луѓе што ги у болница или не лежат моментално. Овој притисок е стварно тежок за нас и болен. Не издржлив. Затоа ние сме вака на дош, не ни смета ништо да испаднеме да го даеме, да го кажеме нашиот револт. За единствената фабрика која ги сервисира возовите на македонски железници се бара трајно решение. Предходната влада почна, но не го доврши процесот на спојување кон македонски железници. Оваа обврска ја преземе и новата власт, но преговорите со вице-премиерот Кочо Андјушев се уште немаат епилог, вели Димитриевски. Сметката на Колска е блокирана од УЈП заради неплатен ДДВ. Затоа на последната седница владата дала насоки Колска да го заложи имотот во корист на управата за јавни приходи и сметката да профункционира. Според овие насоки, Колска треба да добие и близу 250.000 евра буџетски пари за намалување на долгот кон вработените. Некои постапки што се покренаа сега, у овој период, можеа многу порано да се почнат и да се заврши сето ова досега. Не знам за жал зошто е така, дали несериозно е сватен нашиот проблем и нашиот случај, дали која е правата вистина, не можам да кажам. Значи, револтирани сме толку да мораме да го искажеме нашето незадоволство на овој начин. Им се извинувам на патниците и луѓето што чекаат по возовите, али мора да не сватат и они нас. Пред близу 3 месеци, вработените во Колска ги блокираа возовите на железничката станица во Велес и тогаш ги бараа за останатите плати и трајно решение на нивниот проблем. Земаа една плата со ветување дека по одморите нивниот проблем ќе се реши. Но и по 3 месеци тоа не се случи. Денеска тие се заканија дека блокадите ќе траат секој ден по 1 час подолго, додека не се реши нивниот долгогодишен проблем.